Четиридневната концертна турнеја низ Србија посветена на македонците и селеници, ансамблот Македонија ја заврши со целовечерен концерт во салата на Домот на младите во Панчево Аполо, на која на еден специфичен начин ја представи македонската култура, традиција и фолклор. Ансамбл Македонија доаѓа во Србија со цел да ја презентира автентичната македонска традиција, затоа што сето што е на репертоар доаѓа од теренско истражување на професорите и на уметниците. Воедно тоа се едуцирани кадри кои во исто време, значи може да се овладуваат и традиционално играње, и пење, и свирење. Значи целиот репертоар е автентичен во форма на сценски адаптации, токму од повеќе различни предели од Македонија, на кои што работиме повеќе од 20 години. Токму и таа е пораката да направиме едукација до нашите македонци овде, да видат што е вистинската македонска традиција која што сме ја добиле токму од нашите предци. Овој ансамбл е составен од врвни уметници кои македонската култура досега ја представиле во многу земји во светот. Ансамблот Македонија е составен од најдобрите уметници, односно најдобрите ученици од насоката за традиционална музика и игра при Државно музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје и студентите од Факултетот за музичка уметност од Штип од одделот за етнокорелогија. Овој ансамбл Македонија постои веќе неколку години и во нашата држава е многу актуелен и многу активен само заради податокот дека единствен ансамбл кој работат професионалци, кои се школуваат за оваа проблематика, но и единствен ансамбл кој поседува една од најголемите збирки на народни носи, односно со најголем репертоар на традиционална музика и игра. Разновидниот репертоар од повеќе етнички предели од Македонија, прекрасните сценски адаптации и инструменталните изведби на Чалгискиот оркестар и на оркестарот на традиционални инструменти оставија посебен впечаток кај публиката. Се негуваат само оние традиционални инструменти како што се кавалот, гајдата, шупелката, кемането и чалгиските инструменти како што се канонот, утот, џумбушот, примот, инструменти кои биле карактеристични за тие чалгиски состави. Исто така ќе може да се видат оригинални носи од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, но покрај играта, покрај инструментите, покрај носијата, неизбежно да се видат и најархаичните, најтрадиционалните пеења од Македонија, како што се задржале во некои области, како што се Крива Паланка, начинот на пеење со растришање, каде што гласот растриша, односно гласот трепери. Исто така игрите и песните од околината на источниот дел на Славиште, од Средорг, Жеглигово и Славишко поле, но концертот сепак мораме на почетокот да кажеме дека ќе го започнеме со градските игри од Велешкиот регион, па потоа ќе може да се видат обредните поборки за Великден од пределот Порече и голем дел на сценски адаптации кои потекнуваат од централниот дел на Македонија, односно од источните и западните делови. Публиката на многу специфичен начин ги прифати колоритните носи од Скопско, игрите од Малешевијата и тешкото оро кое се изведува кај мијаците во западниот дел на Македонија. Преку обичаите македонците се потсетија и на некогашниот начин на живот на нивните предци. Постојат се уште живи сведоци, значи македонски селеници кои што имаат дел од традиционалните носи тука, кои што познаваат се уште многу добро репертоар македонски на ора и на песни и токму од нив треба да се учи она што е вистинско македонско. Во Србија се обидуваат многу македонци да ги чуваат македонската традиција и фолклорот, меѓу кои се и домакините на овој настан, пеачката група Тоше Проески од Качарево. Дошли smo u saradnju sa ansamblom Makedonija kada je pevačka grupa Toše Proeski ušla u Šljivik, pa smo potražili pomoć. Došli smo do Vladimira Janevskog, koji je inače profesor etnokoreologije, koji nam je dao smernice i od onda smo u kontaktu. Došli smo na jednu zajedničku ideju da oni mogu da napravi jednu turneju ovdje u Srbiji. Ansambl Makedonija može mnogo da kaže o Makedoniji, njihovim izborom nošnje, izborom koreografije i da pokažu šta se dešavalo možda tamo u nekom i 19. veku. Освен во Панчево, ансамблот Македонија целовечерни концерти одржа во Лесковац, Качарево и Белград. Од воспоставената соработка и успешно реализираната турнеја во Република Србија, која траеше од 12 до 15 октомври, задоволни се и гостите и домакините.